Здраво, дечиња. Јас сум учителка Маја. Работам во градинката Пролет, во насилбата Косле. Секогаш на моите дечиња им раскажувам многу интересни приказни. Знам дека децата најмногу ги сакаат приказните. Денес за вас одбрав една многу поучна приказна. Се вика Црвената кокошка. На една фарма си живеела црвената кокошка. Таму живеела заедно со незините пиленца. На фармата живееле и многу други животни. Мачето, кучето, прасенцето, кравата. Тие таму многу биле весели, многу биле среќни и секогаш се дружеле. Еден ден кокошката во дворот ги барала незините пиленца. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, каде сте ми деца? Ви донесов зрнца. Се појавиле пиленцата во дворот, ги изеле зрнцата што им ги донела нивната мајка, а потоа она им рекла: Пиленца мој, ќе сакате ли заедно со мене да посадиме зрнца со жито, па потоа од тоа жито да добиеме брашно и јас да ви направам многу вкусен леп. Се согласиле пиленцата, така и направиле. Ги посеале зрнцата и почнале да ги вадат со водичка, за да постепено од нив излезат мали ливченци и да се покаже стебленце. И така кокошката секој ден ги вадела семињата, но бидејќи таа кантичка со вода што ја носела она и била многу тешка, еден ден кога одела да ги навади, го сретнала прасенцето и му рекла: Прасенце, ќе сакаш ли да ми помогнеш оваа тешка кантичка да ја однесам за да ги навадам моите семиња? Рекло прасенцето. Па, јас толку убаво си играм тука во калта, мене многу ми убаво вака, не знам дали не можам денеска јас да ти помогнам да ги навадиш семињата. Продолжила кокошката и го сретнала кученцето. Кученце, моје верно пријателче, ќе сакаш ли да ми помогнеш да ги навадам семињата? Кучето и рекло: Леле, јас само тргнав да си играм со моите другари и сега не знам дали би сакал да вадам некои семиња, тревки, не знам, може би друг пат. Продолжила кокошката и го сретнала мачето. Маченце, ќе сакаш ли да ми помогнеш да ги навадам моите семиња? А мачето ја рекло: Јас само што се најадов, па не знам дали би можел да ти помогнам вака, многу ми е тешко да носам кантичка со вода. Немој да ми се лутиш, може би друг пат, ги рекло мачето. Видела не видела кокошката. Си ја земала кантичката со вода заедно со незините пилиња, отишла и го навадила семчето. Кога пораснале семчињата, созреало житото, кокошката знаела дека треба да ги однесе во мелницата, за оттаму да ја дадат брашно да може да направи вкусен леп. Ама бидејќи вреките се тешки, си рекла ќе ги замолам другите животни, сигурно ќе ми помогнат. Па тргнала и го сретнала прасенцето и му рекла: Прасенце, ќе ми помогнеш ли сега оваа вреќа со жито да ја однесам до мелницата? Колку убав ден, јас тргнав да се прошетам на ова прекрасно сонце, па не би можел сега да ти помогнам да одиш до мелницата, и рекло прасето. Кокошката продолжила и го сретнала мачето. Маченце, ќе сакаш ли да ми помогнеш да ја однесам оваа вреќа со жито до мелницата?
Мачето ѝ рекло: "Леле, јас денеска излегов да си поиграм во тревичката, многу е убава и зелена, па не знам дали ќе можам денес да ти помогнам со вреќата да одиш до мелницата." Одела кокошката и тогаш го видела кучето. "Кученце, мој верно пријателче, ке сакаш ли да ми помогнеш вреќата да однесам до мелницата?" А кучето рекло: "Оф, јас сега лапнав една коска голема. Не знам вака најаден дали ќе можам да носам вреќа со брашно до мелницата. Не знам, не ми се лути. Можеби друг пат." И така кокошката, заедно со незините пиленца, ги однеле вреќите во мелницата и оттаму им дале вреќа полна со брашно. Се вратиле на фармата и кокошката од брашното направила леп и го ставила да се пече. Дечиња, ќе треба малку да почекаме за лепот да се испече. А додека чекаме, ние може да си направиме една игричка. Кокошка и пилиња. Кога јас ќе ви кажам кокошка, сите вие ќе станете горе. А кога ќе ви кажам пилиња, ќе клекнете долу. Така малку и ќе повежбаме. Може да почнеме. Кокошка, сите горе. Браво. Пилиња, сите сме клекнати доле. Кокошка, сите горе. Пилиња, доле. Пилиња, пак сме дома, дечиња. И така можете оваа игричка и дома со вашите мама, тато, баба, бато, дада да си поиграте, да се развижите, а сега, за да може да го слушнеме крајот на приказната, бидејќи малку се раздвиживме, да се смириме со една игра што се вика пердувчиња. Со едната рака ќе ги дуваме пердувчињата на кокошката, а со другата рака ќе ги дуваме пердувчињата на малите пилиња. Ќе земеме силно воздухче и ќе ги дувнеме пердувите на кокошката. Па ќе земеме пак воздухче и ќе ги дувнеме пердувчињата на малите пилиња. Повторно ќе земеме воздух и ќе ги дувнеме пердувите на кокошката. Уште еднаш. И ќе ги дувнеме пердувчињата на малите пилиња. Дечиња, сега да го слушнеме крајот на нашата приказна. Откако кокошката го испекла лебот и го ставила на прозорецот да се излади, сите животни се собрале пред прозорецот. Замислете, тука било и мачето, и прасето, и нашето кученце. Но тогаш кокошката се уште била лута на нив, затоа што никој не сакал да ја помогне кога и било најтешко. Им рекла на животните: "Јас денеска од мојот леб ќе им дадам само на моите пилиња, бидејќи тие беа секогаш со мене и ми помагаа." И така и направила кокошката. Од вкусниот леб им дала само на пиленцата. Дечиња, јас знам дека вие сте како нашите пиленца и дека секогаш и помагате на вашите мајки. Секогаш треба на секој да му помогнеме што му треба помош. И на бато, и на дада, и на мама, и на тато, и на вашите другари. Со тоа правите добри дела. Тука е крајот на нашата приказна. За вас денеска одбрав една ликовна игра, дечиња. За ова ликовна игра ни треба темперна боја, прсте и фломастер. Ќе нанесеме темперна боја на нашето прсте и ќе направиме еден отпечаток на листот. А потоа, на тој отпечаток можеме со фломастерче да цртаме носе,
очиња, ушиња и така да си го добиеме нашето маченце. Еве го тука нашето маченце. Да видиме дали може и нешто друго да направиме. Еве ги нашите пилиња. Со жолта темперна боја на нашето прсте ќе направиме отпечаток на хартијата со жолта боја, а потоа ќе ги доцртаме крилата, клунчето, очињата, ножињата и ќе ги добиеме нашите пиленца. Гледате какви се интересни животни има овдека. Значи можеме исто така да ги направиме нашите кученца. Еве тука гледам, има слонче, па има желка, еве го и нашето прасенце. Овде има и пеперутка и многу други животни. Какви што ќе посакате, такви може и да направите. Тичиња, за тие што се покреативни. Иако дома ви се наоѓаат хартиени танирчиња, можете да ги направите ликовите од приказната и заедно со вашите дома да си направите една драматизација и да си го направите денот да биде уште поинтересен. Ви благодарам што внимателно ме слушавте, дечиња. Ве гушкам сите и се надевам дека повторно ќе се видиме. Чао!